Фемицид или убиство на жена. Во последните децении многу често се среќаваме со ова појава. Јас сум Джейлан Велију, а денешни гости во Гласни идеи се Наташа Петковска и Симона Наумовска, со кои ќе се обидеме преку дискусија да ги откриеме причинско-последичните врски на оваа појава. Здраво Наташа, здраво Симона. Здраво Джейлан, здраво Симона и Джейлан ти благодарам многу за поканата да учествувам денеска во оваа дискусија. Здраво и на двете и јас исто ти благодарам за поканата. И јас благодарам за гостувањето. Пред да почнеме да ги представам нашите денешни соговорнички. Наташа Петковска е правник и моментално работи во Хелсиншкиот комитет за човекови права во одделот за бесплатна правна помош со посебен фокус на жртвите на семејно насилство. А Симона е студент по медицина и долгогодишен активист во борбата за работнички права, човекови права и социјална правда. Добро, па Наташа би почнала со тебе. Многу често после обелодовенување на некој фемицид во јавноста излегуваат информации дека жртвата многу често пријавувала во полиција дека нели била угнетувана и така натаму и барала институционална заштита. Но не ја добила таа заштита. На прашањето ми е на што се должи тоа и колку од случаите на фемицид би се како да кажам, спречиле доколку институциите постапиле, доколку ја пружиле таа заштита? Така. Пред воопшто да почнеме да ги одговараме овие прашања, односно дали институциите постапиле на време, дали постапиле соодветно и дали тоа би спречило потенцијален фемицид, морам прво да дадам еден поширок контекст на родово базираното насилство и на семејното насилство и фемицидот како дел, односно форми на родово базирано насилство. Родово базираното насилство е родова дискриминација и представува повреда на човековите права и не можеме да зборуваме за родова еднаквост сето дека тоа не го поистоветиме со искоренување на насилството врз жените. Терминот фемицид означува убиство на жени и девојчиња поради нивниот род и тоа се дела сторени и толерирани од приватни или јавни актери. И мислам дека овој збор толерирани од приватни и јавни актери кој што е вметнат всушност од Европскиот институт за родова еднаквост е многу клучен за нашата денешна дискусија, како што ќе видиме понатаму. Фемицидот или убиството на жена затоа што жена представува најтешка форма на насилство и иако се јавуваат во различни контексти, односно се јавуваат како последица на интимно партнерско и семејно насилство, како последица на сексуално насилство, вооружен конфликт или пак убиство во име на честа, односно зачувување на честа на семејството, сепак она што е заедничко е дека главните причини за случување на фемициди се нееднаквата распределба на историски нееднаквата распределба на моќ меѓу мажите и жените и длабоко вкоренетите патриархални вредности во општеството. Постои еден податок од Државниот завод за статистика кај нас за периодот од 2017 до 2020 година дека дури 26 жени биле убиени, а од нив 22 убиства или 84% од овие случаи може да бидат квалификувани како фемициди. Тоа може да бидат квалификувани по одредени критериуми за кои што сега не би навлегувала тука, тоа има само бројни истражувања кои што се направени за тоа како тие дела се квалификувани како фемициди, меѓутоа во интерес на времето би го оставила тоа на страна денеска. Битно е дека од овие жени дури 14 не го пријавиле никаде насилството, односно не го пријавиле во надлежните институции насилството што го преживуваат. И битно е дека најголем дел од насилството, односно од фемицидите што се случиле токму во домот кој што заедно го делеле сторителот и жртвата. Во Македонија само 2% од жртвите пријавуваат семејно насилство во надлежните институции, тоа се Министерството за внатрешни работи, односно полициските станици и центрите за социјална работа во
како први, односно клучни институции каде што се пријавува насилството. Ваквата ниска стапка на пријавување најчесто се должи заради недоверба во институциите, неказнувањето на насилниците, неодговорноста на службениците кои што постапуваат по пријавите. И кога зборувам за неодговорност, мислам на она дека кога службениците ќе добијат пријава и нема да постапат како што треба или воопшто нема да постапат, не сносат никаква одговорност за тоа, односно не се санкционирани. Несумнан фактор тука и за непријавувањето се и стравот и срамот кој што го доживуваат жртвите и од друга страна непрепознавањето на самото насилство од страна на жените. Сега во овој контекст, односно во оваа насока, имаме еден битен меѓународен договор, тоа е Истанбулската конвенција, односно Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство на жените и семејното насилство од 2011 година. Само се повлече, мислам дека точно, да, иронично, но точно. И тоа е само еден дел од системот на меѓународни документи кои што обезбедуваат, односно настојуваат да обезбедат сеопфатна заштита на жртвите на семејно насилство. Интересно е тоа што овој документ ги дава насоки на државите за тоа како треба да постапуваат во случаите на семејно насилство и родово базирано насилство пошироко, имајќи предвид дека родовото базирано насилство представува повреда на човековите права и сето ова значи дека државите се одговорни за секое несоодветно постапување во случај на насилство врз жените. Понатаму, оваа конвенција го воведува и принципот на должно внимание, кој што всушност значи дека државите имаат обврска да спречуваат, да истражуваат, да казнуваат и да обезбедуваат репарација за жртвите од акти на насилство. Меѓутоа, овој принцип на должно внимание некако кај нас се сватен како да треба да се применува само во моментот кога се постапува по пријава. Овој принцип треба да се применува многу порано, односно дури во моментот пред пријавување на самото насилство. И на тој начин, значи, Истанбулската конвенција им наложува на државите обврска на секое лице, сведок, кој што има сомнение дека е сторено семејно насилство, за кој што има сомнение дека можеби ќе се случи семејно насилство, тоа да го пријави до надлежните институции. Сега, иако Истанбулската конвенција е моќен меѓународен стандард кој што е донесен на меѓународно ниво, сепак не е цел сама по себе, мора да биде спроведена во нашето домашно право, па така по нејзиното ратификување малку подоцна од нејзиното ратификување додуша беше донесен закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, кој што предвидува нови форми на насилство и нови принципи за постапување со жртвите. Оно што е битно е дека секое физичко лице има обврска да пријави сознание за семејно насилство, и тоа во полициска станица, во центар за социјална работа, во здружение на граѓани или пак на националната SOS линија, а надлежните органи се должни да постапат и по анонимна пријава. Што значи дека кое било лице може тоа да го направи дури и телефонски, односно не мора да оди ни лично во самата институција да го направи, да пријави случај на насилство. Дотолку повеќе и секој работодавач, односно секој полициски службеник, секој здравствен работник, секој просветен работник, доколку има сознание за сторено семејно насилство, има обврска истото да го пријави, што ни укажува на тоа колку овој проблем не е дел од приватната сфера, туку е општествен, горлив општествен проблем. Да, и мораме да признаеме дека на семејното насилство се уште се гледа како на нормална појава во нашето општество. Се уште се нормализира, се поставува исклучиво во приватната сфера, и токму таа нормализација и прифатеност на насилството значително придонесува тоа да не биде пријавувано од страна на жртвите. Приватноста на насилството представува ограничувачки фактор тоа да се пријави и од трети лица, не само од самите жртви, дури и кога станува збор за анонимно пријавување. Заради тоа што граѓаните
граѓаните дури и покрај тоа што имаат законска обврска, се уште не чувствуваат морална должност да пријават насилство поради тоа што не сакаат да се мешаат во односите помеѓу мажот и жената. Мажот и жената, соседи, пријатели и слично. Иако на хартија можеби имаме добар закон за заштита од семејно насилство, кој што е усогласен со меѓународните стандарди, сепак во пракса се појавуваат значајни проблеми и пропусти при постапувањата, особено во случаи на акутно насилство. Истовремено се забележува и од нашата работа досега се забележува несоодветно и недоволно познавање на законските одредби од страна на оние кои што први треба да го применат законот, тоа се полициските службеници. Голем број случаи во полициска станица завршуваат како поплаки и не се преземаат понатамошни мерки за процесирање. Често пати институциите не ги сваќаат пријавителите сериозно, тие се сомневаат дека станува збор за лажно пријавување, па така неретки се и случаите во кои пријавителите биле казнувани за лажно пријавување само затоа што не се наоѓале на местото на настанот или заради тоа што, да речеме, во некои моменти поради бавното постапување на полицијата ситуацијата се сменила и веќе тука доаѓа до момент на лажно пријавување за насилство, меѓутоа преку оваа политика на казнување на пријавителите за лажно пријавување, системот врши некоја вид на дисциплинирање на граѓаните и ги обесхрабрува оние кои што не се присутни на самото место на случување да пријават насилство. И тука доаѓаме до ова, односно на временото или ненавремено постапување на институциите. Токму поради ова ненавремено постапување на полицијата се случи еден фемицид во Гостивар во 2020 година. Во септември 2020 година се случи фемицидот, откако синот дознал дека таткото ја држи затворена својата мајка во подрум, отишол да пријави во најблиската полициска станица во Гостивар, кај службеник кој што бил на вратата на дежурната служба. Службеникот го вратил со објаснување дека во моментот сите полициски службеници се ангажирани на претраз во село Здуње и му дал телефонски број и му рекол дека ќе се чујат подоцна во ноќта. Се слушнале уште еднаш, полицискиот службеник сугерирал, односно му предложил на синот, затоа што веќе е доцна, дојдете утре и пријавете го насилството заедно со мајката. И синот со бајлето дознава дека таткото ја убил со секира неговата мајка во 6 часот наутро. Овој полициски службеник беше санкциониран, беше поведена постапка и пријава против него, меѓутоа тоа е еден од ретките случаи каде што ова се случува. И за разлика од ова каде што имаме ситуации кога семејното насилство завршува со фемицид, имаме едни други обратни ситуации. Случајот со Пале Иловска од Велес, кој што ни е многу добро познат на сите, беше актуелен во јавноста до скоро. Пале беше жртва на долгогодишно физичко и психичко насилство од нејзиниот партнер полицаец, кој што во момент на силна раздразнатост и во состојба на животна загрозеност го усмрти додека тој ја давал за врат. И покрај сето тоа, јавното обвинителство поднесе обвинителен предлог против неа. Ја теретеше за кривичното дело убиство во МИК, иако во самото образложение на обвинителниот предлог, и морам да го прочитам затоа што мислам дека не може да се прераскаже, пишува дека го лишила од живот на МИК доведена без своја вина во состојба на силна раздразнатост како последица на напад и семејно насилство од страна на убиениот, кој го трпела повеќе години. И понатаму образложението продолжува дека по расправија обвинетата влегла во спалната соба за да спие, тој влегол и кога веќе била задремана, ја фатил за пижамата, ја влечел и ја скинал, па откако ја извлекол, во кујната ја изудирал со тупаници по увото, главата, левото рамо и со клоци во пределот на левата
левата надколеница, пошто ја фател силно со рацете за вратот и почнал да ја дави, отшто таа не можела да диша, велејќи му: "Немој бе, Александар, ќе ме убиеш." И тогаш во состојба на силна раздразнатост, како последица на нападот, го зела ножот со сечило од 15 см, што стоел најблиску до неа, и му нанел убодна рана во предел на срцето, поради тоа дошло до пореметување и престанок на функционирање на срцето и смрт кај покојниот. Значи, покрај ова, самото образложение на обвинителниот предлог наведува точно дека Пале била жртва на долгогодишна жртва на семејно насилство. Сепак беше поднесен таков предлог. За среќа основниот суд Велес ја ослободи жртвата од обвинение, бидејќи делото беше сторено во нужна одбрана и поради тоа што го сторила делото како била доведена во безизлезна и животозагрозувачка состојба. Доколку полицајците во Велес реагирале на времено и реагирале на сите претходни пријави кои што биле доставувани до нив, заради тоа што во текот на судењето нели се појавија информации, самата Пале во неколку наврати кажуваше дека пријавувала насилство, дека дури соседите нејзини 3 пати го пријавувале насилникот кога слушала дека има некои караници, викања и слично, меѓутоа никој не се појавувал, никој од полицајците не се појавувал. Не ги самиот насилник нели беше полицаец. Да, и токму тоа сакав да кажам, дека дури тој се заканувал со зборовите: "Јас сум полицаец, мене никој ништо не ми може." Гледате дека не доаѓа никој и жртвата од страв од насилството го трпела целото тоа време, што всушност не тера да размислуваме на уште еден системски проблем кој што го имаме во услови на капитализам, а тоа е дали тие што се тука за да не штитат, дали на вистина не штитат. Заклучокот од сето ова е дека доколку Пале не успееше да се одбране сама, ќе беше само уште една бројка, односно уште еден случај во статистиката на фемициди во државата. Нама тоа е еден случај каде што имаме обратна пракса, така што да видиме како ќе се одвиват понатаму нештата. Наташа, ти благодарам на одговорот. Симона, иако постојат и обратни случаи каде што некојаш и мажите се нели жртви, сепак обратниот случај го среќаме во многу чести случаи, како што спомена и Наташа. Па на што се должи таа појава? Зошто обично мажите убиваат жени? Зошто постои фемицидот како појава? Дали тоа се должи на конзервативниот менталитет, да кажам, патриархалните вредности кои што се негуваат на овие простори и го валоризират мажот како господар на жената? Така. Да, апсолутно е многу важно да не забораваме дека и мажот може да биде жртва на физичко насилство, меѓутоа диспропорционално повеќе жените се во улога на жртва. Тоа најпрво се должи на самиот факт дека мажите се најчесто физички посилни, значи имаат поголем процент на мускулна маса и тоа автоматски ги прави жените поранливи. Меѓутоа, сепак, за да имаме еден насилник, треба тој да има некакви интернализирани вредности кои што според него го оправдуваат тоа насилство. И мислам дека многу често таа вина може да ја префрлиме врз патриархатот, кој што повеќе пати сега спомнавме. И до ден денес мажите се нели учени дека тие треба да бидат глава на семејството, а жените се учени дека треба да му бидат подредени. Дали на сопругот, дали на брат, на татко, на било која машка фигура. И сега од една страна тоа жените ги става во една социјална пониска положба, а ако земеме во предвид дека многу често и мажот е тој што финансиски може да повеќе да носи пари дома, во тој случај имаме една финансиска надмоќ над мажот. Сега да, апсолутно и жените нели работат, меѓутоа во капитализмот, доколку ја земеме пак во предвид таа двојна експлоатација на жената, тоаш апсолутно повторно жената е во подредена положба на мажот. Во склоп на патриархатот, мажите се учени дека треба да бидат тие посилниот пол, дека не треба да покажуваат емоции, да бидат цврсти. И тоа и нив му штети на некој начин, бидејќи сите тие емоции кои што се наталожуваат во една, како да речем, во една личност, може понатаму да излезат на површина. И доколку пример се работи за насилна личност, може целиот тој без што таа личност, значи сите тие бурни емоции што во себе ги чувствува, да ги изразува на начин кој што е агресивен и кој што психички или физички може да повреди некого. Многу, мислам,
патриархатот е тој што ги учи мажите дека жената не е нивен партнер, туку жената е нешто подолу. Сега доколку еден собственост, апсолутно. Ако еден маж има некои негативни емоции, има бес, значи многу е полесно тој да го исфрли тој бес на, не знам, преку физичко насилство или преку викања, отколку да се седне се разговара за проблемот, да се реши, нели, на цивилизиран начин. Сега тука е еден аспект кој што, нели, жената се гледа како собственост, ама многу често се гледа и како објект. Дали за сексуално задоволување на мажите, дали се гледа како, не знам, машина за раѓање деца или некој што седи дома да чисти, да готви и така натаму. И тука произлегува еден друг тип на насилство кој што особено може да се види кај некои многу религиозни средини, кај што мажот поради тоа што се чувствува дека треба да ја контролира жената или поради љубомора или не знам, садистички потреби што да ги има тој, да изврши убиство поради или насилство, поради некакво, не знам, жената била нечиста на некаков начин или сега скорешниот, нели, случај со девојката од Иран која што била убиена поради тоа што не била покриена или не знам, било каков начин на намалување чистотата на жената. Сега тој концепт на чистота не треба да постои, ама тоа е сосема друга дискусија. Меѓутоа сакам да кажам дека многу сме сведоци на такви случаи каде што жена е некако нападната или убиена и дури тоа на некој начин е нормализирана. Затоа што таа, нели, треба да биде казнета и е во собственост на мажот. Сега тука сакам само да напоменам дека некои може би рекле дека феминистките сакаат да ја одземат машкоста, не знам. Меѓутоа мора да знаеме дека машкоста не смее да биде еквивалент за насилство, дали психичко или физичко. Да, апсолутно. Многу добро објаснето. Сега веќе кога преминавме конкретно на насилството, Наташа би те прашала во кои слоеви на општеството најчесто се среќава семејното насилство? Колку економската, да кажем, положба и општествената положба влијаат кај некои луѓе за да станат, нели, насилници или да го негуваат тоа како традиција? Така, неизбежно се забележува дека заштитата од семејно насилство во голема мера зависи од тоа во каква економска и општествена положба се наоѓа жртвата. Јас повеќе ќе зборувам од положбата на жртвата, затоа што ние работиме со жртвите директно, во помала мера со сторителите. И морам да напоменам дека сето ова значително повеќе ги погодува посиромашните жени, односно маргинализираните жени и жените од различна културолошка средина. Односно тоа се оние жени кои што повеќе страдаат кога станува збор за последиците од несоодветна заштита на институциите. Голем дел од жртвите се финансиски зависни од насилникот, односно не можат толку лесно и едноставно да го напуштат домот во кој што живеат, немаат ист пристап до информации за сервисите кои што им се на располагање, како например за привремените засолништа, постојат и некои мерки за економско јакнење на жените, понатаму постои можност за користење на еднократна парична помош, меѓутоа настрана од дали овие мерки суштински им помагаат за тие да застанат на нозе, сепак немаат ист пристап до информации овие поранливи групи на жени во општеството. Сега кога зборуваме за реалната слика, жените се среќаваат со пречки во пристапот до правда и овие пречки имаат социоекономски, односно културолошки карактер и имаат правен карактер. Оние од социоекономски културолошки карактер може да се однесуваат на непознавање на своите права, на немање финансиски средства, несоодветна распределба на домашните обврски, културолошки ставови и слично, додека правните пречки или бариери се однесуваат на непознавање на правните рамки, потоа невоедначено толкување на законите од страна на институциите, како и родовите стереотипи кај самите надлежни органи. За оно што го зборуваме, показатело и тоа што граѓаните генерално се уште не се доволно информирани за тоа како и каде можат да пријават семејно насилство. Дури во случаи кога знаат дека тоа треба да го направат во полиција, немаат никакви познавања за тоа дека тоа може да се направи во Центар за социјална работа и во граѓанско здружение и на било кое друго место.
многу често посиромашните жени особено одбиваат да пријават насилство заради тоа што мислат дека за таа постапка ќе им треба адвокат кој што мислат дека се плаќа. Меѓутоа во оваа смисла државата потврдила заради тоа што ние имаме еден закон за бесплатна правна помош кој што им овозможува на жените жртви на насилство да им биде доделен адвокат кој што ќе ги застапува. Меѓутоа оваа информација не стигнува до сите, стигнува до оние кои што се подобро ситуирани, кои што имаат едноставен и полесен пристап до информации и слично. Значи овие луѓе немаат само сиромаштија економско, туку и сиромаштија се информативно. Точно, да, сиромаштијата значи не само финансиска сиромаштија, нееднаков пристап до ресурси, нееднаков пристап до информации, сето тоа влијае на не само на појавата на семејно насилство, туку и заштитата од семејно насилство. Од моето искуство и работата со жртви со семејно насилство, јас можам да зборувам само за односот на институциите кога жртвите пријавуваат насилство. Ова најмногу се должи на тоа што институциите не водат никаква статистика за општествената положба во која што се наоѓа жената жртва која што претрпела насилство. За тоа колку економската и општествената положба на жената придонесува оваа појава на семејно насилство да биде повеќе или помалку распространета. Можеме да зборуваме од теоретски аспект, меѓутоа можеби ќе ни треба и најмалку уште еден подкаст за ова. Меѓутоа значаен показател во оваа насока е тоа што најголемиот број пријави за семејно насилство доаѓаат од жени од урбани средини наспроти оние од руралните средини. Дополнително односот на институциите кон жените што пријавуваат зависи од тоа кој пријавува, односно прават профилирање на пријавителот, па доколку оценат, да речеме на пример дека станува збор за пријавител кој што е неук или кој што не е доволно упорен, не само што го занемаруваат, туку и активно го тера да се откаже од гонење, да се откаже од барање заштита и така натаму. Да, сведок сум било патрено откажување на лице место на само рочиште, каде што жртвата вика се премисливме, не беше така. Така. Не беше жртва на семејно насилство. Мислам, јас исто, затоа што исто мониторираме и судски постапки, буквално судот, судиката во случајот, ја праша жртвата дали е сигурна дека сака да гони заради тоа што и прави трошоци на државата и дека треба во моментот да одлучи или треба да знае со што точно придонесува за државата, нели, дали ги троши ресурсите на државата. Значи, она што сакам да кажам е дека доколку институциите претпостават дека жртвата е поранлива, настојуваат да ја одвратат од намерата да го пријави насилството и често пати овие жени кога се оставени сами на себе, системот ги заглавува во лавиринтите на институциите баш со намера да се откажат од она барање да бидат заштитени. Во една ситуација имавме на пример една жена пријави семејно насилство кое што било сторено врз нејзината соседка. Пријавителката беше необразована, неука, не знаеше добро да се изрази и веднаш беше окарактеризирана како лице на кое што не може да му се верува. И баш поради тоа институциите не постапува, односно не ги преземаа сите мерки кои што беа должни да ги преземат. Ние имавме и случај кога ние како здружение на граѓани кое што нуди бесплатна правна помош на жртви на семејно насилство се обидовме да пријавиме на 192 во полиција. Прво морам да напоменам дека неколку пати не ни крена на 192, а дури потоа и нивниот изговор беше дека мора да се оди лично во полициска станица, дека не може да биде анонимно. И сега можете да замислите што станува кога некој што има таква позадина, да речеме ние како здружение на граѓани кои што нуди бесплатна правна помош и веќе имаме воспоставена пракса и некаков однос со институциите и не сакаат да пријават, не сакаат да примат пријава однос, што останало за граѓаните кои што тоа го немаат за себе. Така што битно е да се напомена дека родово базираното насилство ги опфаќа сите жени и девојчиња од каква била позадина, без разлика на нивната возраст, на расата, на религијата, на социјалната
социјалното потекло. Меѓутоа истовремено мораме да сватиме дека одредени категории на жени се доста поранливи и поголем ризик од насилство за разлика од други жени и не можеме да го негираме оној мултидимензионален интерсекцијски карактер на оваа појава, заради тоа што секој решение кое што нема да ги земе предвид општествената и економската положба на жртвата и нема да ги земе предвид класата и родот како испреплетени елементи при наоѓање решение, тоа решение ќе биде несоодветно за справување Нема да биде решение со семејното насилство. Симона, тебе како човек од медицината би те прашала за психолошката позадина на фемицидот. Така. Имаме сите слушнато за многу екстремни ситуации на психопати со садистички тенденции или на луѓе со некои други психијатриски расстройства кои што извршиле многу грозоморни действија и убиства спрема жени. Сега во медицината може да постојат и одредени состојби кои што може да ја направат некоја личност поагресивна. Например, не знам, некои туморозни зафаќања на централен нервен систем, воспаленија или некои хормонални дисбаланси. Таму промената на личноста, значи на нејзиниот карактер, на нејзиното однесување, може да биде како симптом на болеста. Меѓутоа, дали тие состојби, тие можат, например, личноста да направат и поагресивна, ма дали би дошле до фемицид, не знам, не би рекла. И сега тука може да се постави етичкото прашање дали таква личност па може да се обвине, доколку, пример, позади тоа е некој медицински проблем. Но доколку зборуваме за конкретно, за психолошки некаков профил на личноста која што е насилник, би можело тука би требало да разгледаме две компоненти. Од една страна самата психичка состојба во која што се наоѓа насилникот, а од друга страна и неговото обкружување. Бидејќи може да се случи, пример, луѓе кои што некогаш во животот и тие биле, не знам, злоупотребувани, повредувани, потекнуваат од некои дисфункционални семејства, може тие луѓе да тоа чувство на вредност на некаков начин му е одземено. Или, например, ако зборуваме за чувство на вредност, морам тука да спомнам и за нарцисоидните лица, кои што уште од мали се учени дека нивната вредност е во нешто надворешно, во нешто што некогаш па не може да се достигне, например, не знам, начинот на кој што ти изгледаат или нешто што постигнале во животот. И сега не можеме секогаш тие работи да ги достигнеме. И на некаков начин, наместо да се барат тоа чувство на вредност поради тоа што ние сме човечки суштества, значи поради нашите добри карактери, е обратно. И кога тоа чувство на немање моќ се вклопи со некоја агресија, со некои проблеми, може тоа барање на моќ да биде извршено преку насилство на некоја покажување на моќ преку на жените и на интимните партнери и така натаму. И во доколку уште ги уфрлиме и сите проблеми со кои што се соочуваат без разлика дали мажи и жени во денешниот систем, значи како сиромаштија, може тука да зборуваме и за зависност, некогаш и самата сиромаштија ги носи луѓето во тие води, значи може во домот да настанат навистина големи проблеми кои што понатаму може да резултираат со страшни последици. Кога зборуваме за овие луѓе, можат насилниците да бидат и многу манипулативни. Значи, тие можат на некој начин да, кога се чувствуваат добро, кога не се агресивни или кога ќе им помини таа лутина, да сакаат повторно да ја придобијат жртвата. Например, може да се извинуваат, да плачат, не знам, да ја купуваат подароци на жената. И тоа може да проработи многу пати. А може и навистина да почувствуваат тие луѓе чувство на вина. Исто така може да се случи да самата жртва, пример, постојано се потсеќа на тие добри моменти што ги имале на почетокот од врската, доколку се работи за романтична врска, и некако се држат до тие моменти и да си мислат дека тие пак ќе се вратат. И покрај тоа, иако за личности кои што се многу манипулативни, е карактеристично едно на почетокот што во англискиот јазик се вика love bombing, каде што личноста е толку добра и пробува да ги заведе на некој начин луѓето околу нив и тогаш е се во ред. Меѓутоа после тоа, особено во домашни услови кога никој не гледа од страна, тогаш излегува вистинското лице. Исто така може, бидејќи никој не е 24/7 онака постојано агресивен, значи тие лица во моментите кога се добри, тоа на жртвата на некој начин и дава како мотивација дека во ред сега се е таман.
и на некој начин да го чекаат тој момент кога насилникот ќе биде во добро расположение. Например, како, не знам, некој што игра игри на среќа и постојано губи, ама го чека оној момент да дојде џекпотот и сега ќе го добие тоа што го сака. Сега јас сакам тука да додадам дека таквото однесување не сме во никој случај да се толерира, бидејќи ние можеме да имаме некакво објаснување зошто некој поради некаков проблем или не знам тешко детство бил насилен, ама секој од нас може да има проблеми во животот, меѓутоа не треба ние да одиме и да повредуваме наоколу други луѓе. И затоа некои жени кои што, пошто тука конкретно зборуваме за жени, кои што се во улогата на жртва, може и тоа да се тие многу емпатични, бидејќи некогаш насилниците бараат емпатични луѓе кои што ќе им го трпат однесувањето. Значи да се многу емпатични, да ги оправдуваат, ама не треба да ги оправдуваме. А исто така луѓето кои што се како жртви, значи најчесто се некои кои што се нашле во таква ситуација. Значи се во брак со таквата личност или без разлика, но може и тие самите да потекнуваат од некои дисфункционални средини каде што нивното чувство на вредност исто така намалено, па сметаат дека не вредат, дека не вредат тие доволно некој со нив убаво да се однесува или да ги сака и така натаму. И затоа тука сакам уште нешто да додадам дека самите тие околности кои што ја ставаат една жена, како што сега претходно зборувавме дека може да бидат од сиромашни средини или не знам, не секогаш таа жртва може да избега од насилникот и од таа релација што има со него. Може например да има деца со насилникот, може финансиски да е зависна од него, може не знам тој да и се заканува на некаков начин. И затоа ние не можеме да речеме па ако нешто ти правиш зашто не си замина. Не може секогаш жртвата да замини и некогаш доколку и ние не можеме на некаков друг начин да ја помогнеме, многу е убаво со таквите луѓе да им бидеме пријатели и да ги слушаме доколку имаат проблеми, не да се правиме ние дека сме многу попаметни од нив. Тука едноставно тоа ислушувањето и пријателството може за таквите луѓе да значи многу без обвинување на таа личност. Сакам тука за крај да завршам со прашањево, да истакнам дека системот е тој на краишта што креира вакви проблеми. Бидејќи самата таа превенција за креирање на вакви однесувања, без разлика дали преку едукација во домот или надвор од домот, после ако се случи нешто ваму, самата рехабилитација на личноста која што извршила нешто лошо, се едноставно потфрлени во нашиот систем или општо заштитата на жртвата. Значи се додека имаме систем кој што не ги сваќа сериозно овие работи, ама во исто време едноставно ги одделува луѓето, ги оттргнува едни од други, ги прави помалку емпатични, ќе ги имаме овие случаеви. Бидејќи денешниот систем нас не учи дека ние треба да гледаме само за себе, дека треба да гледаме ние нешто да постигнеме, а дека другите не се важни. И децата така се воспитуваат денес. Меѓутоа, тоа едноставно само ја намалува емпатијата, а емпатијата е она клучно за ние да се соживееме со некој друг и да размислиме дали треба да наштетиме на некаков начин, без разлика дали физички или психички. И преку емпатијата да се солидаризираме со останатите луѓе. Многу добро ја опфативме, мислам, темата од различни аспекти, па за крај би сакала да ве прашам уште за перспективи, односно што треба да се смени за да не се среќаме веќе со ова појава од аспект на менталитетот, борбата против патриархатот и дали во овој систем воопшто може патриархатот да исчезне во овие општествени и производствени вредности на овој систем. Нормализирањето на овие чинови на семејно насилство само ја продлабочува структурната дискриминација, ги одобрува и ги прифаќа традициите, стереотипите. Бројот на жртви расте, а институциите упорно одбиваат соодветно да го препознаат фемицидот како кривично дело. Фемицидот кај нас во нашето законодавство не е препознат, односно постои само основно дело убиство, кое што потоа има отежителна околност доколку е сторено при вршење семејно насилство и е предвидена потешка казна, односно казна затвор од 10 години до животен затвор.
И во новиот кривичен закон кој што допрва треба да се изготви на истиот начин регулирано, со тоа што се додава отажителна околност доколку убиството е случајно при вршење на родово базирано и семено насилство. Во услови на капитализам и општество кое што е дел од патриархалната култура, насилството е начин на кој што се покажува супериорноста и се одржуваат односите на мок, оние нееднакви односи на мок за кои што веќе зборувавме. Жените се структурно опресирани затоа што системот кој што е создаден или дозволува да бидат во таква ситуација или самиот систем ги става во таква ситуација, не може да понуди решение, односно механизми за да ги заштити. Еден од посериозните проблеми со кои се соочуваме кога зборуваме за семено насилство е негирање на одговорноста и префрлување на одговорноста на другиот, без разлика дали е тоа на индивидуално или на институционално ниво. Сега од удобноста на привилегиите кои што и ние ги уживаме, многу е тешко да го видиме секојдневието на жртвите на семено насилство. Меѓутоа поразително е она што многумина помеѓу нас и мажи и жени сметаат дека родовата еднакост е веќе постигната, дека жените ги имаат истите права како и мажите, дека буквално немаме никакви родови разлики, родови проблеми. И тука морам да ја споменам и одговорноста која што ја носат медиумите при известување за семено насилство и за фемициди, кои што имаат всушност клучна улога за социјалното разбирање на овој феномени, последиците од различните форми на насилство. Сите медиумски известувања се речиси исти, не знам дали сте приметиле, меѓутоа вестите се со некакви сензационалистички наслови, и кога ќе отвориме имаме само 3 реченици кои што се буквално препишани од дневниот билтен на МВР, значи како што известува Министерство за внатрешни работи, така пренесува и медиумот, без воопшто да се осврне на тоа да добиеме некоја поголема слика за фемицидот како форма на насилство, за причините, последиците, ништо поконкретно, никакво едуцирање на јавноста. И анализа. Никаква анализа, и затоа имаме наслови. Извив неколку наслови од медиуми кои што многу ми пречат, тоа за семена драма во Прилеп со трагичен крај, МВР со детали за двојното убиство, за убиството на жената во Битола, осомничен нејзиниот сопруг ја убил со сукала, Скопјанка починала откако сопругот ја претепал, внук ја убил баба си со метален боксирач, 30-дневен притвор за убиецот, ужас во Македонија, со нож ја убил партнерката пред очите на 10-годишното дете, убиство во Драчево, внук си ја заклал бабата, кочанчанецот ја бодал сопругата со нож, па ја докречил со чекан, се гледал малолетниот син. Сега, иако медиумското известување низ годините може би е подобрено и е унапредено, недоволно ги представува фемицидите како дел од поголем општествен проблем со кој што се соочуваме и кој што е поврзан со насилство врз жени и вкорените нееднаквости помеѓу мажите и жените. Меѓутоа, сепак, позитивната страна е тоа што се почесто слушаме за случаи на семено насилство во јавноста, и ова не е затоа што претходно семеното насилство не се случувало, или заради тоа што претходно институциите постапувале навремено или соодветно, туку затоа што можеби жените се повеќе се охрабруваат да зборуваат јавно и гласно. И секогаш кога барем една жена ќе се јави, ќе ја каже јавно својата приказна, односно своето лично искуство, се јавуваат барем уште неколкумина кои што исто така ќе споделат. И не само тоа, се појавуваат и жени, исто и мажи, кои што ја поддржуваат во тоа. Така што, иако остануваме разочарани од институциите, од нивното постапување, сето ова само ја потврдува храброста и солидарноста на жените и битност, односно значењето на заедницата за решавање на оваа појава, односно за спречување на оваа појава на семено насилство. Благодарам. Симона, истото прашање? Постојано зборуваме за тоа, нели, дека системот е најголемиот проблем, и јас уште еднаш морам тоа да го истакнам, бидејќи апсолутно, значи, самите финансиски проблеми кои што се создаваат кај луѓето се многу голем фактор, меѓутоа и вредностите кои што идат со овој систем се уште поголем фактор во ваквите случувања кои ги имаме, особено и меѓу мажите и жените и семејните односи. Така да
Јас искрено сметам дека доколку не се промени овој систем, нема ни да има суштинска промена на ова и на милион други полиња. Значи мора да се едуцираме себе си, да ги едуцираме другите, дека сите ние сме еднакви, значи како суштества, како човечки суштества сме на исто ниво, не е мажот на повисоко ниво или жената на пониско ниво, или било какви други поделби кои што ги имаме по било која основа. И како што спомнав и претходно, емпатијата е нешто многу битно што треба да се учи особено кај децата, бидејќи после откако детето ќе се развие, веќе е касно. Така да дефинитивно едукација и целење кон вистински промени. Кон душење на системата. Добро, ви благодарам многу на гостувањето. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.